Ние во моментов на вистина сме исправени пред еден сериозен проблем, а тоа е да се бориме со волунтаризмот на деканот на економскиот факултет од Штип. Именно за што станува збор? Се работи за ситуација во која, како што налага законските прописи, на секои 5 години на наставниците во високото образование се распишува конкурс за избор во повисоко звање. Тоа и се случи на нашиот факултет, значи пред 6 месеци се распиша конкурс за позициите каде што на кои ние работиме. На тој конкурс се јавивме сите колеги кои имавме интерес да се јавиме. Се формира рецензентска комисија која е составена од професори од областа за која ние се бираме. Таа рецензентска комисија беше прифатена од наставничкиот совет и таа рецензентска комисија подготви рецензентски извештај во кој утврди и предложи дека кандидатите, тоест ние, ги исполнуваме сите законски одредби и предлага да бидеме избрани во повисоко звање. На таквиот рецензентски извештај, кога дојде на наставнички да биде изгласан од наставничкиот, тоа не се случи, затоа што деканот со групата која ја менаџира едноставно, неаргументирано и без основ гласаше против позитивниот рецензентски извештај, што е едноставно нонсенс и представува кршење на сите законски прописи. Од утре, доколку ректоратот не застане на патот на самоволието на деканот на економски факултет, и јас и двајцата мои колеги, со поддршка на Синдикатот за образование, наука и култура, од кој имаме комплетна поддршка, стапуваме во штрајк со глад. Значи, согласно нормативните акти кои што третираат високообразовните установи, на секои 5 години ние сме подвргнати на реизбор, што вклучува целосна евалуација на нашето 5-годишно работење. Постојат единствени критериуми кои што се прифатени од страна на интернационалната конференција и кои што се метнати во Законот за високо образование, во статусот и во правилникот на Универзитетот Гоце Делчев. Согласно законските прописи, ако на позитивен рецензентски извештај, што сите ние тројца колеги неколкократно повеќе ги исполнуваме поењите кои што се утврдени за вонредни професори, сите ние аплициравме, ние сме постојано вработени, аплициравме на конкурс кој што е јавен, но објавен, каде што се пропишани 75 поени, сите ние исполнуваме 5 до 6 пати повеќе од пропишаните. Ако позитивниот рецензентски извештај кој што го утврдуваат стручни профили, значи исто така професори во повисоко звање од нашето, кои што се во областа стручни и докажани со своето долгогодишно академско искуство, на предлогот кој што тие го дадат наставничкиот совет не постапи согласно предлогот, согласно законот треба да се гласа во исто звање. И во нашиот случај, значи, постапката беше впратена, значи, повторно на гласање за во исто звање и тука не пододобивме поддршка, односно колегите не добија поддршка, а јас на неразбирлив начин се гласаше за истото звање и покрај тоа што исполнувам 7 пати повеќе од оно што е пропишаното. Кај колегите, бидејќи не се избрани во истото звање, согласно Законот за високо образование, им прекинува работниот однос. Значи, ако колега не биде избран во високо звање, професор, не биде избран во истото звање, автоматски, согласно Законот за високо образование, се прекинува работниот однос. Нормално, ние како на располагање ги имаме сите правни инструменти, приговори до надлежните институции, меѓутоа, самиот факт што позитивен рецензентски извештај не е прифатен од страна на научниот совет, од причини кои што колегата ги јасно ги нагласи, е преседан во високото образование во Република Македонија, кој што никако не смееме да се дозволи и се толерира. Ова е втор пат каде што ми се распишува конкурс. Првиот конкурс беше поништен, затоа што беше предложен кандидат кој што не ги исполнуваше законските услови за да биде избран во звањето вонреден професор. Тоа, а и други законски нарушувања се констатирани со записник и со решение на Државен просветен инспекторат. Значи, сега сум на втор конкурс, повторно како и двајцата мои колеги. Ги исполнувам сите законски услови, ги исполнувам сите критериуми. Имам позитивен рецензентски извештај, во кој што предлогот е да бидам избрана во повисоко звање. И покрај таквото нешто, заради нечие самоволие, се прави обид
мојот избор да се оневозможи. Истовремено, тоа е и обид да бидам одстранета, конкретно јас од работа, што сметам дека не смее да се дозволи. И ќе ве замолам, јас ајде ќе зборувам во лично име, се надевам дека и колегите ќе се согласат. Значи, сватете го ова дека и во насока на бранење на дигнитетот на академската фила во Македонија.